почитувани медиуми, добро вечер. Вечерва сме во собраниската сала во општина Прилеп, каде што ќе го изнесам моето 4-годишно работење, не како брифинг, не како фалба, него едноставно нешто за кое што обврската во овие 4 години крајно сериозно ја свативме јас заедно со советниците и сета администрација која што макотрпно работеше во овие 4 години. Прво што начекав, морам да кажам и да признам дека беше една испразнета каса со неисплатени некаде околу 5 милиони евра, една запоставена урбана инфраструктура, едни обврски кои што граѓаните ги имаја наталожено и му представуваа секојдневен проблем. Веднаш започнавме со првиот проект, тоа беше рехабилитација и обновување на патната инфраструктура како најважен сегмент од живеењето во нашиот град. Успешно го реализиравме со еден голем проект од околу 120 милиони со асфалтирање на повеќе од 70 улици, како во градот, така и во населените места, кои што навистина години уназад 30-40 години не беа рехабилитирани. Потоа посветивме голем дел во промена и на водоводната инфраструктура. Изградивме ново водоснабдување во село Канатларци, променивме стари азбестни цевки низ потесниот дел од градот, односно централното градско подрачје, населбата Карабдалица. Направивме проекти кои што им ги посветивме на образованието, на најмалите наши сограѓани. Реконструиравме, направивме спортски игралишта, рехабилитиравме постоечки игралишта кои што беа навистина оштетени или запоставени. 2 нови паркови. Воено и на социјално ранливата категорија им дадовме посебен акцент со тоа што обезбедивме субвенционирање како на клима уреди, на велосипеди. Значи нашата здравата животна средина и тоа како е од најважен сегмент на нашето живеење во градот. Имаме уште голем број да ги потенцираме и за густината на сообраќајот, го решаваме со изградба на кружен тек. Во исто време градиме и уште еден кружен тек на Табана, каде што навистина се растеретува тоа тесно грло на влезот во нашиот град. Улица Воено и буџетската каса ја збогативме и сега во моментов на денешен ден, ако направиме пресек, имаме 75 милиони денари, кои што и тоа како на наредниот градоначалник им се потребни, бидејќи кога сакаш своето дело да постои, треба да го одржува, односно да го надгради некој друг. Така се надевам дека и мојот наследник, нашиот градоначалник, подеднакво ќе обрне внимание и на затекнатите проекти и ќе ја збогати општината со нови проекти. Значи ли тоа дека нема да има никаков долг општината? Па, ако е тековна исплата, бидејќи ние во рати, например, имаме во секој проект, кога го имаме во ситуација исплата, секоја ситуација сме претходно веќе со обезбедени средства, значи дека секоја ситуација редовно се исплаќаме и ќе се исплаќа.